Добро. Се обидов вака да видам колку што е можно појасен, за да имаме на крај дебата од која што ќе произлезат заклучоци, ама ако сакате да разговараме и за тие барок, капитални инвестиции, немам никаков проблем, ќе ви објаснам и за тоа, а отприлика објаснувањето биде вака. Тоа што кажувате вие, барок, фасади, театри, Господја Марковска, тоа се капиталните инвестиции. Сега, кога вие го објаснував тоа преска, еве ќе има можност да ви објаснам повторно. Немам никаков проблем, ако сакате до утре ќе се објаснуваме, ама тоа мора да го разберете, зошто во спротивно ќе креирате вакви мерки кои што ќе бидат искористени само 54,55%. Кога вие ќе градите, вие опфаќате отприлика 27-28 гранки од целата сфера на малите и средните предпријатија, еве би рекол, во државата. Тие мали и средни предпријатија кои што кубурат заради тоа што економијата е доволно мала, нема голем опсег и не им нуди државата како најголем работодавач во стопанство доволно услови за тие да работат ревносно и на месечно ниво да пробавуваат плата или да имаат можност да остваруваат приходи кои што ќе ги држи финансиски во живот. Доколку ние сега оваа 1,20 милиарди ги искористевме, еве да кажеме, за клиничкиот центар во Ѓорче Петров. Добро, 11 години вие велите дека ние ништо не сме изградиле. Еве да почнеме сега од тука, за да сега да го почнавме клиничкиот центар во Ѓорче Петров, господјо Марковска, ќе видите каков импакт имаше тоа на економијата. Од друга страна, вие рековте дека сега е доцна за капитални инвестиции, односно капитални приходи, не можело сега да се почне. Не е така. Еве ние имаме постоечки проекти кои што се во фаза на изградба, кои што ние ги намалуваме средствата. Ние можеме само тие средства или да ги оставиме исти, или да ги зголемиме и тие капитални инвестиции да продолжат да се градат. Значи, толку просто е, верувам дека го знаете ова, заради тоа што е основна економска логика. Ние не велиме сега, ајде да најдеме некој нов проект, ние велиме, дајте да видиме кои проекти се сега, како Коридорот 8, пак ќе кажам, сум бил вработен во Министерството, знам до каде се тие проекти, тој проект може да се продолжи, да ги оставиме истите финанси или да ги зголемиме, тој проект нормално ќе продолжи да се работи. Еве дека не се на фасади и жални врби, нека е на пругата Коридор 8, која што ВМРО-ДПМН ја почнало, вие продолжете. Или еве да ги оставиме истите средства за локалните патишта, нека продолжат да се градат тие локални патишта. Никој тука не вика каде што или како треба. Тие се капитални инвестиции. Ако остане сумата иста, општините ќе имаат можност или министерството или било која друга владена институција да распишува набавки, ќе може да ги продолжуваат тие капитални инвестиции. Ако немате пари, вие не можете да ги отварате тие капитални инвестиции. Еве вака. Спомнавте управа за јавни приходи. Со оглед дека вие чинам бевте раководител на Скопска сподружница ли се вели на вистина, не знам, немојте да ми замерите, да. Тука е генералната директорка на УЈП. Еве ве замолувам двете да ми одговорите на следново прашање. Ако самата управа за јавни приходи кажала дека во мај 30.000 луѓе помалку зеле плата отколку јануари оваа година, може ли да ја знаеме таа цифра сега? Еве да ја знаеме заклучно со месец октомври колку луѓе помалку зеле плата во однос на јануари, па да оцениме тука дали мерките биле искористливи или не биле искористливи. Тоа е. Ви благодарам.